touch, a eruption. The sound is my remedy, feeding me energy. Music is all I need. Music is all I need. Kick it one time, boy. Yo, VIP. Let's kick it. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Alright, stop. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. Extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance. Woo! Bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out. Come on, mic check. 1, 2, 1, 2. You wanna beef with the king? What is you gon' do when you show up on the scene with a 2 guns drew on you and your friend and play a little 2 on 2? If you do nothing too large and we way too fresh, work well with 9s, AKs, and techs. And quick to check a lane like a game of chess. You wanna beef, bring your best, cause we be standing in your dope, boy, fellas. Bring 'em out, bring 'em out. Can't hear you. Bring 'em out, bring 'em out. Can't hear you. Bring 'em out, bring 'em out. Браво, 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 браво на сите, како не расположивте денеска. Дојдете брзо сите на своите места, кај си седевте. Брзо, 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 брзо. Особено што Леле, Роберт колку Ван Винкли се или сладки, Ванила браво. Айс го слушнавме Да. тоа од надамнешно време. Не вратимо детство. 1990-та, wanna be 96-та, па сериозни предизвици во миксот. Добро утро велиме за Емилија Достинова, кореограф од Акваденс. Секоја чест. Да, Благодарам. честитки, да, иако разговорот ќе се одвива на тема премиера на Потрага по среќата, одработен на музика на Леби Сол. Да. Меѓутоа, големи честитки за вас и за дечињата кои што имаа прекрасен перформанс. Што е Потрага по среќата? Па Потрага по среќата е еден проект кој што го спремаме долго време. Беше замислен да се оствари уште пред 2020, но заради десаканите случаи не се случи и се го реализиравме оваа година. Значи се работеше цела година. Се спремаа 12 кореографии на оригиналната музика на Лепи Сол, одсвирена со Македонската филхармонија во аранжман на Кокан Димушевски и на Бодан Арзовски. И мислам дека беше вистински предизвик да се спреми. Целиот концепт е наш, значи на нашиот клуб. На конкретната идеја е моја. Така да мислам дека тоа што го замислевме успеавме да го реализираме вчера. Добро, Емилија, тоа е прва хип-хоп танцова. Да, пред 2 дена. Да. Тоа е прва хип-хоп танцова симфонија кај нас. Да. И ако ние се водушевме на предизвикот на овој микс кој што го имавте од наше детство. Да, од помалите Да. дечиња, како сениорите се справија со Како се со справивте представа? со ваков тип на Музика. представа, музика? Па не е само музиката. Да, па не е само музиката. Треба да се вклопи се. Да. Искрено, бидејќи имаме талентирани кореографи и инструктори кои што работат неуморно на нивната надградба на танцот, на нивниот фонд на чекори, да кажеме. Музиката кога ја слушна прв пат, малце можеби на прво слушање беше предизвик, ама после тоа кога ќе се разработи целата идеја, Имаме инсерти од настанот, ако може да ги видиме во текот на разговорот.
Музиката на Леб и Сол, ја споменавте, тоа е предизвик сам по себе и за Да. слушање, особено за изведба. Посебно што беше со филхармонија, со Така, оркестар. сега свирено. колку сте задоволни од тоа како ја вклопивте музиката на Леб и Сол во современиот танц, оглед на тоа што нивните најубави дела доаѓаат некаде од 70-тите и 80-тите години на минатиот век, па како тој диапазон, таа разлика временска ја споивте во хип-хопот? Па тоа беше предизвик. Навидум не Тоа е споиво. ова што го гледаме сега. Вода и така? масло, навидум. Да. Тоа беше предизвик, ама мислам дека успеавме, бидејќи целата публика, сите што не следеа, сите што ја проследија представата, има многу позитивни критики до нас. Им се допадна тој спој на Да, ако има модерното и тоа на... може да го чуеме. Да, може во може ефетот, малку да го слушнеме. Ова е Лепи игри. Не знам колку сме свесни што значи еден ваков мюзикл да се направи. Ова е Многу своевиден работа. мюзикл, Колку мини работа, да. мюзикл, Да. меѓутоа не е баш едноставна сценска изведба. Не, од концертот- идејата па до реализација. Да, траеше час и половина, така да имаше многу работа, многу кореографија, многу избор на костими, светла, значи стварно беше Добро, голем проект. како танчирите ја прифати улогата со оглед на тоа дека се помлади генерации, тие знаат ли воопшто кој се Леб и Сол? Па сега знаат. Што е најважно? Сега Што е знаат. најважно, да. Сега знаат Како и реагираа ја прифатија музиката, мислам дека многу добро. Дури почна да ја слушаат и приватно, затоа зашто мораше да се Да се Да влезат во- да влезат во доживее, тој. да се доживее, Да, мора. мораше Нешто да се за да се доживее. изведе мора да се доживее. Значи, вие каква мисија сте имале во суштина? Да, тоа. Така? Па благородна мисија пред се. Да. Добро, публиката, ете премиерата помина, публиката задоволна ли беше? Да, Имаше ли аплаузи, имаше ли Имаше реакции? многу аплаузи, имаше и потоа имаше доста пораки, честитки. Кои се коментарите? Коментарите најчесто се не воодушевивте, не очекувавме, ова беше врв нешто од тој стил, значи само пофалбен. Добро, за вас тоа е, се извинам, тоа е дополнителен мотив само за работа и за тоа колку треба да бидете иновативни и креативни Да. и во нареден период. За вас како кореограф, кој е најголемиот предизвик? Забележав претходно додека се подготвувавте, каква дисциплина имате постигнато со овие дечиња кои што се навистина многу мали? Дисциплината е нели најбитна. Најважна е дисциплината пред се за било кој спорт, па и за танцот. Затоа тоа е прво што треба да се постигне за да може да има успех понатака. Ако нема внимание, ако нема дисциплина на час, нема да изгледа се како што треба. Нема резултати. Нема по тоа. резултати, не. Има некако контакт меѓу насловот и Pursuit of Happiness, биографската драма од 2006-та, Крис Гарнер, глумен од Вил Смит, има некаква конекција? Па, може би, ама ние повеќе поширока е кај нас темата, значи немаше само Или тој се бори против бездомништво во Да, филмот, да. немавме таква тема, али имавме, се бориме као младите што Сепак се е борат. борба. Да, Сепак секак е е борба. борба, посебно за младите, пошто бидејќи сега на нивни години доаѓа до разни предизвици кои што им го натура самиот живот, неле, дали е во прашање работа, барање, дали е во прашање како да бидеме лично задоволни од себе, дали е прашање на изгледот, значи сите тие теми што ги допираат Борбата не младите, тие ги престанува. одработат. Борбата не престанува. Вашата борба ќе престане или не? Подготвувате нови точки? Да. Имаме нови предизвици сега 2025-та, така да. Некоја најава или ќе оставиме да се изреализира па да видиме? Сега сакаме така 2 недели да одмориме. Инаку Заслужено. Да, заслужено. Во 2025-та секако дека имаме други планови. Ние сме нели хип-хоп студио кој што редовно излегуваме на хип-хоп надпревари, сега на светското првенство исто имавме доста големи резултати. Така да, следниот предизвик ни е повторно тоа. Ги споминавме, го споминавме овој перформанс, оваа представа, ги споминавме надпреварите од друга страна, и ако ве прашам вас лично, кој ви е најголемиот предизвик, најголемата сатисфакција, која ви? Надпреварите или пак нешто вакво? Па, мене лично, ова што го направивме пред 2 дена, тоа е предизвик за мене, бидејќи надпреварите хип-хоп музика, да играш хип-хоп танц на хип-хоп музика,
Нели, треба да си креативен и иновативен за да биде интересно тоа кога ќе го гледаат луѓето, ама предизвик е сепак да се спреми хип-хоп танц на музика која што не е хип-хоп. Децата се видно инспирирани и ја чекаат втората точка. Предходно ќе ви посакаме ќе им посакаме ним и вам ќе ви посакаме среќна нова година, среќни празници, нека се весели, нека ни го разувава студиото со нивните прекрасни рачиња, еве ги. Пред да се одјавиме ќе упатите честитки до гледачите, до гледачите, до сите наши родители кои што се верни поддржувачи, до сите мои инструктори, до мојот сопруг кој што не е главен менаџер на нашето студио и која е главната причина зошто целата представа успеа да се одржи. Значи, поздрав до сите. И до сите гледачи, до сите наши поддржувачи кои што не следат. Бидете живи, здрави и креативни и секогаш ќе имате простор, се разбира, тука да го презентираме она што вие го работите. Ви благодариме на поканата. Да, со оглед на тоа што и ние треба да се одјавиме, само да подсетиме дека на денешен ден во Струга спроти новата 42 година, 1942 година, за прв пат е испеана нашата химна. Нека бидат весели. Нашата химна денеска од Македонија се раѓа и 46 е донесен првиот устав на Македонија. Јована, да се одјавиме, да си посакаме среќна нова. Среќна нова, да сме живи и здрави. Живи и здрави. Да си продолжиме да си работиме како што си работиме. И тимот кој што победува не се менува. Така било. Поздрав до колегите зад камерите, поздрав до колегите во режија, поздрав до сите во македонската телевизија, поздрав до колегите во редакција кои што се подготвуваат да настапат веднаш по нова година. Кристина Иване, поздрав и до вас, се разбира. Да, се разбира, вам бидете ни живи и здрави во добро здравје, не ја менувајте фреквенцијата. Никогаш. И во новата година првото добро утро ќе биде од нас и од нашите колеги, се разбира. Да уживаме и да испратиме онака како што доликува 2024-та. Ајде, дечки, спремни сте? Имајте убави празници. Ајде. So there's tinsel on the tree, apple cider in your cup, but this year it's up to me, and it's time to spice it up. Yeah. You ready? Come on. Kind of feeling like December. Could use a little more cinnamon. Hey, yeah. Red's a color to remember. And I should know 'cause I'm bringing it. Hey, yeah. Seen this before, I'm getting bored. Hard to ignore, looking for more. Time to do it my way. Kind of feeling like December. Could use a little more cinnamon. Mistletoe's green and the snowflakes white. Got you feeling blue on a silent night. Don't know about you, but I think can stay. Yeah. Christmas needs a little more red. Make the lights flicker bright when I walk in. Got the fire in my eyes, got 'em talking. Now that I'm here, making it clear, it's gonna be a red, red, red Christmas this year. See the stars go from silver to crimson. Everything the season's been missing. Now that I'm here, making it clear, it's gonna be a red, red, red Christmas this year. Hey Santa, you know what's up. Rocking the suit and the sled. But can't you see that it's just that Christmas needs a little more red? Make the lights flicker bright.